Така, денес како што гледате, тука сме заедно со кандидатот за градоначалник на град Скопје Амар, тука е претседателот на нашата партија Димитар. Можеме од денес да видиме дека аеродромци се спремни за промена, се чувствува енергијата за промена и ни порачуваат дека доста е првенствено со вакво лошо водење на општината. Пред се ќе понудиме нашиот број 1 приоритет во оваа кампања е чиста општина. Гледаме како во изминатиот период се трошат над 3 милиони евра за чистење на општината на приватни фирми, кои што реално, да бидеме искрени, не се ни појавуваат да изчистат. Нашата цел е многу едноставна, ќе направиме реорганизација на самото јавно комунално предпријатие во рамки на општината. Истите тие средства ќе бидат инвестирани во јавното комунално предпријатие за купување на нова механизација и за вработување на нови луѓе кои што ќе чистат секојдневно во општината. Број 2 приоритет морам да кажам дека е загадувањето во аеродром. Аеродром е една од најзагадените општини во Скопје, а знаеме дека Скопје се наоѓа на листите најзагадени градови во Европа и во светот. Нашата цел во овој контекст ќе биде пред се да ја адресираме чија е одговорноста за оваа состојба. Овде пред се мислам на покренување кривични пријави против одговорните лица во општината Газибаба, град Скопје, Министерство за животна средина, Инспекторатот за животна средина, но и општината Кисела вода, затоа што најголемите загадувачи се Вардариште и Усие. За да го решиме ова, мора прво да ја адресираме чија е оваа одговорност. Од аспект на капитални проекти, ние имаме неколку круцијални капитални проекти во нашата програма. Овде пред се мислам на изградба на аеродромска чаршија, која што ќе биде новото место за микро и мали бизниси во аеродром, како и за занаетчи, уметници, културни работници. Во програмата имаме изградба на технолошки парк, кој што, верувајте, не му е потребен само на аеродром, туку му е потребен и на град Скопје, за нови иновации и за нови современи работни места. Да не дозволиме младите луѓе да бегаат од држава, туку да ги задржиме овде. Од аспект на културата можам да кажам дека имаме капитален проект изградба на дом на култура. Замислете, аеродром е најголемата општина во Скопје, немаме дом на култура, немаме каде културните работници да творат. Тоа е недозволиво, затоа изградба на дом на култура, каде конечно аеродромци ќе може да гледаат театар, ќе може да гледаат мали концерти и така натаму.